Денес ќе зборуваме за една неверојатна, вистинска приказна, за кучето скитник Сенди. Ќе видите како само еден неизин храбар чин предизвика лавина од промени и успеа да трансформира цел еден град. И ова прашање е, всушност, во срцето на целата приказна. Навистина не тера да се запрашаме. Од каде доаѓа херојството? Дали е важно потеклото? Приказнава не подсетува дека херојството не познава никакви граници. Добро, ајде да скокнеме директно во акцијата, во оној клучен момент кога еден сосема обичен ден на плажа се претвора во нешто сосема поинакво. Ајде да си ја замислиме сцената. Плажата Сени Бичес е преполна, врие од живот. Насекаде смеа, звуци на бранови и сонце, знаете, типична викенди дела. И тогаш, од никаде, еден остар паничен крик го сече воздухот. И се застанува. Сведоците велат дека тоа било чист инстинкт. Едно мало дете е повлечено од силна подводна струја. И пред некој воопшто да свати што се случува, Сенди, таа веќе е во водата. Се бори со брановите со неверојатен фокус. Значи, ова не е некоја научена реакција, не. Ова е чиста, непоколеблива храброст на дело. И моментот кога конечно стигнуваат на безбедно, целата плажа како да издишува во еден глас. Прво молк, а потоа громогласен аплауз. Можете да ги замислите родителите, преплашени, но истовремено и бескрајно благодарни. Емоциите се едноставно преголеми. Една страшна трагедија е спречена. И тоа благодарение на еден сосема неочекуван херој. Ама се поставува прашањето, кој е овој четириножен спасител, од каде се појави? Ајде сега малку да се вратиме назад и да ја откриеме приказната за херојот од плажата. Гледате, пред овој момент што и го промени животот, Сенди живееше еден сосема поинаков живот. Таа не беше дел од ниеден спасувачки тим. Беше само познато лице на плажата. Да, ама во суштина бездомно куче кое преживувало од ден на ден. Животот како скитник сигурно не бил лесен, ама нејзиниот карактер, тој секогаш блескал. Редовните посетители на плажата ја знаеле, ја сакале поради нејзината нежна природа. И кога ќе се размисли подобро, знаците биле таму цело време. Таа и претходно покажувала заштитнички инстинкти, па често пати ги водела збунетите дечиња назад до нивните родители. Како тивко да се најавувал херојот што чекал да излезе на виделина. И по тоа спасување, апсолутно се менува. Херојскиот чин на Сенди не и донесе само аплауз, и донесе сосема ново поглавје во животот. Овде може да го видиме нејзиното неверојатно патување, чекор по чекор. Замислете, од осамен, речиси невидлив скитник, до клучен, незаменив член на тимот. Тоа е огромна трансформација, нели? Потикната е од нејзината храброст, секако, ама овозможена е од заедницата која конечно ја препозна нејзината вистинска вредност. И за да ја направат работата официјална, спасувачите и приредиле цела церемонија. Добила свој специјално изработен спасителен елек. Ама тој елек не бил само символ, не, тој бил изјава. Со тој чин Сенди и официјално станала дел од тимот, една од нив. И тоа се разбира го зајакнало единството и моралот на целата екипа. И да бидеме на чисто, таа не била само некаква маскота, далеку од тоа. Сенди станала активен, вистински дел од мисијата. Со нејзините остри инстинкти и секогаш будно око, таа станала непроценлив партнер во дневните патроли. Секогаш била на штрек, спремна да помогне да се одржи безбедноста на плажата. Но приказната за Сенди не застанува тука, со незиното посвојување. Всушност тоа е само почетокот, затоа што она што следи е можеби уште поважно. Ајде да видиме какво влијание имал незиниот чин врз целиот град. И еве каде лежи можеби најголемата промена од сите. Пред Сенди, животните скитници биле само дел од пейзажот, нели? Нешто што го гледаме, ама често го игнорираме. Но, по нејзиниот херојски чин, заедницата почнала да ги гледа со сосема поинакви очи. Со емпатија, со разбирање за нивниот потенцијал. И тоа ново сочувство не останало само на зборови. Многу брзо се претворило во конкретна акција. Луѓето почнале да се организираат, да прават програми за хранење, да волонтираат во локалните засолништа, да шират свест. Поентата е јасна.
еден единствен, храбар чин инспирираше цело движење на добрина. И така, полека доаѓаме до крајот. Па ајде да се обидеме да ја извлечеме универзалната порака што се крие во срцето на оваа приказа. На крајот, целата приказна се сведува на ова. Еден, единствен, себепожртвуван чин. Тој имаше моќ да покрене цел бран на позитивни промени низ заедницата. Ова е доказ дека само едно срце може да инспира илјадници други. Мислам дека овој цитат совршено ја опишува суштината. Сочувството не е некое пасивно чувство, туку е активна сила. Тоа е онаа искра што не тера да направиме нешто. И токму таа има моќ да предизвика вистинска трајна промена. Токму како во приказната за Сенди. Приказната на Сенди е буквално совршен пример за тој ефект на бранување. Замислете го како камен фрлен во вода. Еден чин на храброст предизвика бран на дарежливост. Таа дарежливост пак создаде култура на грижа. И на крајот, таа култура на грижа изгради посилна, посочувствителна и многу поповрзана заедница за сите. И така, ќе завршиме со едно прашање за размислување. Приказната на Сенди навистина не тера да погледнеме подалеку од она што е очигледно, нели? Не само кај животните, туку и едни кај други. Колку неверојапен потенцијал, колку скриена храброст можеби занемаруваме секој ден околу нас и само чека можност да заблеска